Добро дојдовте во новото издание на Лице и дела. Ова издание го посветувам на една личност која што имате можност да ја гледате секој ден на ТВ Сонце, со еден многу познат ТВ проект кој што е многу ценет кај нас на нашите простори, според разноразните теми кои што се обработуваат, самиот концепт на емисијата и веќе 20 години постои во медиумите. Станува збор за ТВ шоуто Јади Бурек и во таа чест со мене во Лице и дела е Јанко. Јанко, добре дојде во Лице и дела. Ти благодарам што ја прифати поканата. И најпрво да ја честитам 20 годишнината на Јади Бурек, беше на март 2021 година. Вака, роден ден и на такви работи не се слават у еден ден. Значи, ја реков цела година. И цела година правев нешто, па дури не, на дента тортата кога ја делев овде во телевизија, тоа беше многу подоцна. И како си доаѓа некои работи и така натаму и така. Благодарам за честитките, ми причинува чест и задоволство. Ти си фина особа, ти си пристојна, задоволство е со тебе да се комуницира. Во овој излуден свет ретко сте да се најдат луѓе во некоја рамка на пристојност кај што човек просто не знае више како и да се снајде. Иако сум прилично вешт, ми станува се потешко и тоа е тоа. Повели. Па вака, мене најпрво ме интересира од самиот старт, каква беше замислата, каков ќе биде ТВ проектот, концептот, со оглед на тоа што имавме прилика сите и да слушаме нешто на радио, значи многу интерес. До ден денес се коментира, ТВ кај мене на работа колегите, до ден денес коментираат и те споменуваат и така, им се останати го сеќавање некои работи. Например? Па сега не знам, од радио, не знам, фудбал, коментирање. Тоа е. Разноразни. Да, од прилика тоа е тоа. Да, да. Но и ова сега. И сега каков беше концептот од самиот стар со оглед на тоа што 20 години не е мал период. Мери, многу убав мејкап ми се допаѓа таков, малце даркерски. Не ти осоодвесува со облегата, ама го сакам тој Blade Runner, така оштро и така натаму. Кога идев како дете да го гледаме Цртаниот Снежена, сите се заљубува у Снежена, ја вештерката. Таа и ден денеска се ги сакам тие. Шега на страна. Концепт. Мојот концепт мораме зошто ја ваков кои толку многу ме мразат и толку многу ме сакаат и толку многу има неутрални, ама нема кој не ме знае, е само од една причина. Јас сум непредвидлив. Непредвидлив сум за себе, ама непредвидлив сум пред се за гледачите. Ја не знам што ќе правам вечерва во интервјуто, иако ти реков дај ми прашања. Да, ти ми даде прашања, ама тоа беше искрено ти кажам од некоја почит спрема тебе да се почува во наваму и така. Прашањата се уташна, не се отворени. Зошто? Затоа што кога ќе зинам, почнува лавина. Од каде доаѓа тоа? Концепт, не постои концепт. Еве сега само ќе ти кажам нафрлени идеи. Кога разговарав со Горан Трајковски од Анастасија, нашиот најголем евор композитор и музичар жив, кој е на раб на екзистенција и исфрлен, што се вика, надвор на сите маргини, која го прашува во емисија единствено него, затоа што му веруваме и блиски сме. Викам, како се создава една песна? Како се создава едно уметничко дело? Никој не може да го разговара. Јас гледам милион емисии. Никој не го поставува тоа прашање. Не можеш да го поставиш, преабстрактно е. Знаеш како вика, мене од джигерот ми... Чекај, тука ми е джигерот, слезината не, тука ми е джигерот. Од джигерот ми доаѓа, од умот, од срцето, од душата. Нема врска. Тоа е чиста наша импровизација на нешто несватливо. Но како он го опиша? Вика, тоа е како една магла, и во таа магла почнува да се наслутува некој облик. И кога ќе видам дека има некоја честичка околу која нешто се фокусира таму, и се насочувам таму. И така се раѓа. Кај него песна, но јас сум длабоко убеден дека суштата вистина на креативноста, на комуникација на човекот со
надреалното, бидејќи надреална е тој процес. Колку ти сакаш да кажеш креативноста мора да има надреален, ти мораш да имаш и техника за да го сето тоа. Така и јас, значи да сумирам, нејасна една слика кон која се фокусираш и од тоа создаваш нешто. Луѓе создаваат уметнички дела, спортист создава ремек дело голф. Да. Гол. Да. Јавање на конј, голф. Што и да е. Значи, ја бев пред се дисџокеј. Да. Цел живот сум дисџокеј. Ја зошто обожавам да пуштам музика и да ги гледам луѓе како се дзензат. Ако не можам да пуштам музика, ја собирам дома кај мен и слушај му го солото на Pink Floyd. Слушај го тоа, враќај по 5 пати, за да му акцентирам. Изгледа, имам некој добар инстинкт, малце така, нешто природен талент, да го погодувам нервот или да ја пренесувам мојата енергија дека тоа е добро и дека тоа крева и така натаму. Да. Значи, јас сум меѓу првите дисџокеи од оние забави. Наскоро ќе седнам да пишувам и една сериозна монографија за ноќниот живот, во кој јас сум бил дел. Веќе сега на крај, јас сваќам колку сум бил значаен дел. Мора би го трип да не, но сакам да излезе тоа од мене и да го направам. Ќе биде 4-5 годишен проект. Но да се вратиме на концептот. Негдека до 90 и некоја година јас се презаситувам. Значи, главните дискотеки и епицентарот на кулминацијата на ноќниот живот, кој многу лесно се сваќа, тоа е една цела субкултура на живење. Субкултура е веќе движење, од движење произлегуваат уметности, битници, од сето тоа се развиваат некакви форми на медиумско делување, дали поп музика, дали некакви си танчери или што ти ја знам. Да. Ја средина на 90-ти години се запознавам, почеток на 90-ти години се запознавам со Рей Кукс. Рей Кукс, си чула за него? Да, мислам, да. Не, ме збуни, мислам дека никој не го знае. Познато ми звучи името, може би да... Нема шанса. Ти звучи познато, ама... Па добро, ајде. Не, значи, он беше водител на MTV. Се викаше MTV Most Wanted. Тоа беше емисија еден човек седнат и камерман, вака, ама малку побудало од овој мојов. Со тоа што камерата ја држеше на рамо, а овој доаѓаше, го тепаше него, ја тресеше камерата, влегува. Тоа беше жива револуција, ја не можех да се изнагледам. Најбараниот, он беше некој белгијанец, доста прилично стар у години, али толку вешто зборењето, потполна импровизација, пак нешто емисија за музика беше, ама не знаеш што ќе донесе. Во меѓувреме, ја и ти правевме муабет, нели еднаш, за Девид Линч и неговата непредвидливост, и неговата слоевитост, и неговата камерност. Девид Линч е хумор, бе. Ти толку има хумор, он се, да ми простиш, се заебава. Се заебава со уметноста, се заебава со хоророт, со мракот од она што човек го носи до она најсветлото. Да. Затоа што демистифицира. И сега ја доаѓам, сево ово го акумулирам, ја нема концепт овде. Ми придоа двајца пријатели, ми вика дај на Сител, вика да поставиме една емисија горна камера, весниците да ги прикажеш. Вајде имало негде у свет, не сум ја начекал. Беа многу ограничени нашите комуникации што има по другите телевизии, освен на, да речеме, сателитска Sky. Sky One, која го гледав, се мрднав. Тоа е најдобра телевизија, мислам дека и ден денеска. И викам, ајде ќе го направиме тој концепт. Тоа е средина на 90-ти, јас сум уште на 103-ка, буфтам на 103-ка и иде онака, ја неформално дисџокеј, зборам што ќе ми дојде, правам све импровизации, влегувам, не знам ни зошто влегувам, ни како влегувам, ни каде идам, едноставно една замаглена форма и трчам кон неа. Појма неам ни кон што трчам, но имам храброст, која не ја ни перцепирам како храброст. Едноставно магнетно ме влече така, ми доаѓа да дојде. А моите колеги стојат и се чудат. Кај ти ова, кај ти се тие речени? А ја и ден денеска, еве сега ти можеш да ми климаш, прекрасна си, убава си, дотерана си, пи си вода, можам до крај на емисија да не затворам уста. Ништо Можам лошо. да не затворам, но тоа го научив во радиото. Го научив во радиото.
Сега тоа со радиото и овој концепт што ми го дадоа 15 минути да биде пред вестите у 7:30. Арно, ама Дзинго не му беше, знаеш, не му бев јасен у која партија сум, дали и така натаму и така натаму. Остана тоа, 2001 година не се, ја почнувам на март месец 2001, почнувам ноќните разговори, почнувам мојата кариера. Добро вечер, ми стигнуваат вестниците, отворам вестници и војна во Македонија. Дента кога почна војната во Македонија 2001 конфликтот, ја почнав со емисијата. Февруари, март. Мислиш, ја па знаев? Нема врска. После 3 месеци прочитав исто вестникот на Велија дека јас сум отишол на годишен одмор, па немало емисија. Нема врска. После тоа веќе се дигна, нели, овакво, бев прилично ефтина, прилично гласен, со радиото веќе ги имав и овие спортските преноси кои експлодира, добив златна бубамара, 3 златни бубамари имам и веќе бев нешто на цена, се оженив, ми дојде дете, 2 деца има веќе и треба пари. На радио нема пари. Да. Искрено да ти кажам, викам, окей, знаеш, и сега таа замаглена линија се уште ја држам, ама морам да се борам за екзистенција. Да. Ја мери да ти кажам, немам 2 години работено, јас сум се уште договор на дело. Ја немам стаж. Ја кога ќе завршам, обавезна е пензијата, секој добива, така е новиот закон. Да. Значи ја ќе имам 9000 денари, толку е мојата Мислам, пензија. кога е, договор Како на дело, невработен. не е определено, И така е. тоа е концептот кој после со годините си се некако обликува. Првиот старт е Гутенбергова галаксија, све тоа јади бурек во суштина. Гутенбергова галаксија, горна камера, весниците, читање, 3-40 минути и само се продолжува. И еве ме денеска 20 години потоа се зезнав што решив да правам емисија секој ден. Све ми е потешко, морец. Ви завидувам вас. Фин концепт, лежерен. Ја и да сакам, не можам се дотерам визави тет, како те. Имаш цела недела да си осмислиш, да си направиш, така натаму. Ова е малце напорно бркање и бидејќи нити сум убав, нити сум згоден, нити сум убав лик, ја морам многу работи да лепам, многу работи да пуштам и многу да зборам за да ги оттргнам. Добро, тоа е своето мислење, субјективно. Кога... Не, јасно. Мајтап терам. Би ја навредил сопругата моја која е заљубена у мене. Што ја викам, ти си прекрасна, интелигентна жена, ама со ужасен вкус за мужи. Не, таа сигурно си знае зошто. Нормално. Значи, според мене не е врска физичкиот изглед, тоа е минлива работа. Ама харизмата е тоа што е најпресудно. Како што сака да го кажат X-фактор нема. Значи, кога има харизма, апсолутно ништо не е важно. И таа ја немаш од почеток. Никој ја нема. Знаеш она кој ќе рече за политичариве? Ја го памтам Груевски. Груевски и харизма. А на почетокот? Бог да, чува, а после лидери ще стане. Да. Или па Љупчо кога излезе со брада, со коса на така наивно. Значи, како ти кажам, ја ги спомнувам политичарите. Исто и со музич. Ретко кој од сам старт експлодира со својата харизма. И харизмата се надградува. Нормално. Како интелигенцијата, значи постојано се надградува, може да падне, може да дојде да... Што нема врска ни со образование, тука да разграничиме и гледачите тоа да го знаат. Некој може да е преинтелигентен. Не можам оваа камерност. Знаеш, многу ги гледам твоите гости, толку сте фини, толку сте камерни, ово, она, вамо, тамо. Мене, имаш, ај постави ми прашање, да не си изназборам, да не ти ги изедам сите прашања. Па еве, веќе нешто тука спомна и ти, мене многу ме интересира изборот на гостите, како оди? Појма немам. Исто така спонтано доаѓа? Не знам, стварно да ти кажам. Луѓе мислат дека, знаеш, некојаш ќе се јавам, кога беше годинава, на Андријана Јаневска и се јавувам, море дојде. Така спремна, концерт направи.
толку благодарна да мене срам ме фати зошто не сум ја викнал пора. А ја немам никаков одговор. Жената ја знам одамна, ме познава, огромна почит спрема мене, спрема неа, ама знаеш како, емисијата, еве сега ме пречека еден човек пред да снимаме, и ми вика, молим те, вика, со Солза Грчева, контакт да ви даеш. Вика, чичко, ама не, ти седиш, правиш муавет. Абе, викам, ја правам муавет. 2 сати збориш со неа. Ама ја не се сретнувам надвор со неа, ја не знам кај живе, ја не знам се. Не, молим те да ми помогнеш, ако ти не ми... И, што да ти кажам, сега па тоа збори каков печаток ја оставам со луѓето кои се кај мене. А како ги бирам, тоа не постои концепт. Значи, исто како со тоа зборењето, магливо е, денеска Мери ќе биде. Зошто сум ти го видел случајно CD-то. Значи, немало ни концепт, сега ќе правиме емисии за... Специјално за нешто, актуелно. Еве, ти издаде тогаш CD, да. Сега за CD. Дошло момент. И сега други викаат, мене не ме вика. Не сум го видел. Комуницирајте ме. Ја им викам отворено, може секој да гостува кај мене. Ако не да седнеш на фотељиве, тогаш јави се на Skype, ќе те уклучам саат време. Држи лекции, предавање, што сакаш направи. Зато и телефоните се. Тоа е гостувањето. Вика, кога ќе викнеш некој обичен човек? Па секоја вечер сме со обични луѓе. Ако ја не сум ги викнал. Значи, гостите се може најнапорниот дел за мене. Затоа што луѓето се учени на камерност и учени на едно однесување и треба да го задржиш тоа. Видиш, ја никогаш не сум си го дозволил ова што го правам тебе. Да седам како што седам дома. Ама што значи ова? Знаеш, Мери, ние живееме у тешка шизофренија. Поготово ние, луѓето што сме на медиуми, ние сме први. Зошто? Ние вака не говориме со пријатели, ние вака не се облекуваме, не зборам за мене и тебе. Ние сме прилично кежуал. Значи збориме вратоврска, ги гледаш како жените изгледаат прекрасно на американски, не оние дотерани, не знаеш кај да ја погледнеш попрво, тоа е перфектно, зубите совршени, нашминкана ово она. Ама она дома не е така. Она е разгаќена, мешето и е пуштено, нели? Целулитот ти се гледа, рашлапана, шминката ако стои, ако не стои, не стои и така на. Ние живееме во шизофренија кај што задоволуваме една форма. И сега ќе погледнам интервју. Значи, добро вечер. Почитуван господине, благодарам, многу ми е чует. Ја ќе ви одговорам. И сега тоа кога го гледаш, тоа е културно, тоа е фино, тоа е бонто. Зошто? Ама зошто е фино? Зошто да он, ако не збори слободно, не е фино? Зошто ако јас седнам со скрстена ова, представува некултура и непочит спрема гледачите? Што е тоа почит спрема гледачите? Јас не можам да го сватам. Значи, ја сум се посадил пред нив. И тоа да се отворам. Значи, они ме знаат кога имам стомачни проблеми, они ме знаат кога имам брачни проблеми, они ме знаат кога имам финансиски проблеми и ја тоа не го кријам од нив. Напротив, го делам. Зошто? Зошто јас тоа го правам? За да ги охрабрам. Прво кој ќе рече, види го, ако, знаеш, првата утеха е, види го, ако овој дебилов ова, па и јас сум нешто, знаеш, тоа е првата утеха. Ја искрено не можам се гледам себе си, не па ја им се чудам што ме гледа. Нема врска. Се збори за шизофренија. Жената не може да излезе од дома ако не се нашминка и дотера. Ако излезе не нашминкана и недотерана, ја гледаат подока. Значи, жените мора да направат нешто. Мажите викаат, мене ми е гајле како ќе се облечам ово. Не е баш така. Ако ги погледнеш, не е баш така. Бога ми. И сега, тоа е сегменти на шизофренија. Зошто јас и ти не можеме да разговараме и официјално пред камери, ако веќе сме го направиле, а не сме реалити шоу,
Зошто да не го направиме тоа како што го правиме со пријатели? Кој ќе ти дојде пријател на врата, изговори. Еве, отвараш врата и го гледаш твојот пријател. Што ќе му речеш? Кај си? Верувај Да. дека ја така сакам и емисиите да ги водам. Јас би Добро вечер, сакала. Јанко, кај си бе, шо преш? Се од мене го навикнаа. Да. Ама друг не смее ни да си го... Почитувам, господине, повелете, во програма се и така натаму. Мораш да го исперсираш, затоа што некој ќе се навреди. Па, и ја фаќам шизофренијата, не глума. Зошто? Ќе се навреди, па ќе се јави у Совет за радиодифузија, па они ќе се јават кај главниот и одговорен уредник, ќе речат заради непочит ово, она, ваму, таму, па ќе се јави кај директорот што сте правеле тоа, па навредени ово, па ќе се јави кај газдата, а ја па викам, ма носете се, викам благодарам на советите, ќе се коригирам секако и така натаму. Се шегувам. Многу убаво ме разбираат. Не би бил тука да не знаат со кого си имаат работа. Јасно. Шоуто е непредвидливоста да се отиде од крајност во која не знам. Се ќе кажеш живееме во шизофренија. Ама што е изборот? Има избор. Нормално дека Значи, има. дури имаме историски доказ за луѓе кои живееле не шизофрено. Што значи не шизофрено живење? Да си ист спрема сопругата, спрема децата, спрема пријателот, спрема соработникот. Ние фиоки правиме, чекај, со сопругата едно однесување, со децата друго однесување, со таа згодната комшика трето однесување, со таа поружната четврто, со продавачката пето. Знаеш ли што прави тоа на психа, на подсвест? Значи ти не си свесен кога менуваш расположение, тон менуваш буквално. Наместо да си го наместиш еквалайзерот, ти си имаш една И готово. пријатна фреквенција Так. низ која шеташ. Да. Ти имаш шизофренија. Час си вакав, час си вакав. Мислам, и после Маските се маските. не се ни маски, мири. Тоа е страшно, не е свет. Ама веќе Маска човек преминува свесно во- става. Него у подсвестето он смета лично дека така треба. Да. Дека е тоа во ред, дека види, па не можеш ти на концерт овака или онака да се однесуваш. Зошто? А зошто да не можеш исто да се однесуваш? Зошто не го кренеш твоето ниво на толку високо ниво да тоа биде прифатливо за сите? Да. Вика, невозможно е. И секој ќе ти даде добри аргументи дека е невозможно. Ја проучувајќи историја и шлајфувајќи низ моето православие, дојдов до таков пример дека египетските ави го постигнале тоа земско совршенство на нешизофренија. Поточно, на исти однос кон секоја твар. Кога викам твар, зборам од предмет до жив створ да, секој. Да. И он вика, јас сум слободен човек, затоа што он за такво нешто, потребно е љубов. Ние уште немаме дефиниција за љубов. Да. Значи, кога Точно. со љубов имаш спрема се, спрема цела жива твар, бидејќи се што е создадено по мене, сега да не ти идам у кванти, е од една енергија, од една енергија која обединува све, за која ние имаме само една дефиниција, еден збор кој се вика љубов, ама не знаеме што значи љубов. Љубов значи твојот однос кон нешто. Да. Не е тоа емоција, не е тоа страст, Ништо, не е ништо. тоа нагон. Да. Тоа е однос кон нешто. Значи, се што е околу мене, се што е на мене, се што е во мене, се што ми е дадено, се што си ти, се што ми е, се исто да го прифаќам. Да. И немам филтер, немам проблем со себе, немам проблем со шизофренија. Тогаш сум слободен човек. Можеш чат пат, ако отидеш во некој манастир, добро посветени луѓе, кои и се чудат. Како бе? Нема жена.
нема храна што ние конзумираме. Оти ние конзумираме најубава храна, што сакаме јадеме и пиеме. Така. Ние што сакаме правиме. Ние можеме да бираме, ние можеме и да се ожениме, ама можам и да платам да имам најдобрата фронцла, така и да си го задоволам тоа. И пак не сум среќен. И кола ќе купиш, и пак не си среќен. И стан ќе купиш, и пак ти фали ги повторуваш. Тоа е тоа што не Ама се среќни. затоа што главното не го градиш. Затоа што немаш дефиниција што е љубов. Да. И затоа кога ќе видиш, идеш у манастир, го гледаш ти еден монах, среќен, вака те гледа. Да. Те гледа. И ја прв пат кога ги сретнав и викам, братче, многу ми е жал, викам, ја нешто зборевме ово, оно, вамо, таму. Демек, не знам зашто, нешто као со жалување му каже. Ми пржеме, за рака ме фати. Не бе, вика. Бе, јас сум среќен. Ја за вас во градовите се молам, вика. Вие сте несреќни таму. И тоа ми беше, млад бев и доста. И сега сите овие работи што ми ги подотвараат чакрите, веќе овдека во зенитот на моето, да речам, зрење, растење и така натаму се спојуваат и доаѓам до еден заклучок. Зашто јас да не можам вака да дојдам облечен во емисија како што денеска си излегов? Зошто некој тоа би го почувствувал како навреда? Кога ја вака излегувам и моето, значи ја ако вака се појавам пред мојата матична, пред моето овакво, зошто ја да морам детето да го дотерувам нешто посебно кога го носам на лекар? Нема потреба. Зошто да не можам? Ја разбирам, нели, постои онаа, сега си има шизофренија, знаеш, формална вечер, па и така натаму, и така некакви натаму. кодекси, на ова кодекс. Ама, знаеш како? Ја на вистина ги жалам луѓето, а и се сожалувам себе си. Премногу енергија трошам на непотребни работи. Жената вика, чекај, не можам вака да излезам, малце нешто од нешто за да иде. Зашто? Па ќе видат, ќе речат, ќе зборат. Па шо ако зборат? Боли како, па и така натаму. И сето тоа во подсвеста наша на работа една облека, едно однесување. Дома друго. Самопослуга трето, со друштвото четврто. А зошто да не можеш исто да се чувствуваш? Кога го осознав ова, Сосема одлично го разбирам ова. Сосема. ја го оставив алкохолот. Затоа што за да бидам среќен и за да се опуштам не ми треба алкохол. Воопшто. Не ми треба дрога. Ништо не ми треба ништо. Ама откако го осознав ова, ја и откако се откажав од цигари, од алкохол, од дрога, затоа што ја од страв се откажав, да не си го загрозам здравието, искрено. Нормално, да. Нели? Да, апсолутно. Најлошо. Па таа шизофренија, стравот да се пазам, Стравот е да се со ова, најниска и вибрација. таа те јаде во себе. Да. Затоа сега, сестро, извади шишето виски и сега ќе дрмнам. Не пијам, ама ќе испијам со тебе. Ќе запалам и цигара. Зошто да Па не? ќе дувнам, ама немам проблем. Значи, стравот е убиец на умот. Чим нешто ти го убива умот, тоа те трви. Таа шизофренија од некаков страв на прифаќање или неприфаќање во стадото. Ние сме социјални битија, ние мора да бидеме прифатени. Ние мора да не сакаат. И то ние што сме на телевизија, ние сме најголемите шизофреници. Ние ова го правиме да бидеме прифатливи, да бидеме симпатични, да не плюкаат на улици и така натаму. Знаеш како? Ама никој не гарантира дека тоа нема да се случи, пак. И ќе се И случи, покрај се. секоја будала ќе се најде. Нормално Ама да јас се се охрабрив и го трпев тоа. Само заради една работа. Нели, дојде оној период на шарената револуција, кога ја бев се од почет кон тебе, нема да го кажам зборот, 3-4 збора, 3-4 букви, пушач на власта. Зошто? Затоа што таа власт доаѓаше кај мене, а ја им правив по 2 сата интервјуа како да ми се родени браќа. И ниф им смета. Разбирливо е дека им смета. И сега, кога се бориш против едни, треба да го омаловажиш тој што им е фокална, а ја бев најпопуларниот у момент. Да. И почнаа лични напади, ово, она, видео не може, почнаа
напади кон семејството и така натаму. Многу е тешко тоа да се преđвака. И иако, нели, свесен сум како христијанин, колку повеќе те напаѓаат, треба поблагодарен да бидеш. Точно. Ако трпиш неправда. Ако трпиш неправда, човек ти само кажи фала ти, еве и да си неверник, треба да си среќен што трпиш неправда. Ја луѓе не го сваќаат, затоа македонците ке ние кои што трпиме неправда никој, ама ние сме вознесени на пола сме догоре, ама не сме ни свесни. Сакам да кажам, бидејќи овие одбиваат другата страна да дојде, нели, за да глумат дека немале каде и што ти ја знам, ниф им сметаше тоа. Но никој не согледува дека истиот однос ја што сум го имал кога Бучковски беше кај мене, кога Шекеринска беше кај мене, не, може да си ги прегледаат видеата. Да. Кога беше Груевски кај мене, не еднаш, два пати, три пати, Иванов кога беше, Игор Шема кога беше, истото интервју на истиот начин го прават. Нормално, секогаш било така. Ама не го прават други. Не. Ја го правам тоа. Затоа моите видеа стојат. Затоа ја имам 8 милиони прегледи на YouTube и не можам да ги монетизирам. Некој ме блокира. Добро би било. Да. И вреди. Така што, знаеш, борбата во суштина е шизофренија. Знаеш како? Многу тешко е да се ослободиш овде. Многу е тешко во град. Изолирај се негдека, многу е лесно. Како ќе легнеш, така стануваш. Земјата ти е тука, стоката ти е тука, децата се тука и ти имаш една рамна линија на однесување.
Значи имаа прилика сите 2020 март, кога беше локдаун. Значи, ама единствена работа е тоа што луѓето тогаш некако забегаа во тој момент, почна разводи, малтретирање дома, семејно насилство, јавување по телефони, напади на паники, анксиозности, такви работи. Наместо да се свртат кон себе, да се фокусираат, да видат што им треба. Не можеш. Да поделат религија од спиритуалност. Не можеш. Значи, ако е спиритуалноста висока, религијата е веќе нормална Ти работа. збориш за совршенство. Некои тоа го почувствува. Некој го почувствува, ама ти збориш за совршенство, А невозможно. многу малце. Ја имам, јас сум го кажал јавно. Ајде, ке, мислам, не е непочита, опуштен. Знам. Да, И сваќаш. пријатно ми, одлично. Ми се допаѓа. трудам, знаеш како, сега гледај, ако некој ми ја гледа формата, јас сум ужасен. Ама ако некој ме слуша што зборам, ја овдека час по анатомија на сам себе си правам. Вивисекција, јас се отворам. Точно. Ова не е мала работа. Ова не е ни лесно. Ја 2-3 дена се внатрешно ми вриеше до каде ќе отидам со ова интервју. И одлучи Слободно вака да тука. го направам. Знаеш ли зошто луѓе не можат на Марс да отидат? Зошто? Најголемиот проблем е не можеш минимум двајца луѓе, да ги затвориш повеќе од 6 месеца у исти простор. Едниот го убива другиот. Сите нацистички експерименти го покажале, ги затварале у 5 на 5. Значи, мајка со дете. Тоа е змиско јајце, Ингмар Бергман, ако сакаш гледа. Ова на Горан Чучковиќ, Јадење на боговите. Не сум го гледал. Добро. Книга е, малечка, Може? не е снимена, за Јасеновац станува збор, значи книгата е Значи, идеални услови. такво нешто. Да. Идеални услови. Експерименти. Потребно, значи, инстинктивно ни е потребно простор, да не те видам, да не те, знаеш, жените тој простор им е потесен, кај мажите е поголем таа потреба. И тука, у тој момент кога мажот кризира и му треба малце изолација да се тргне, жените прават клучна грешка. Ти мене не ме сакаш, ти мене не ме разбираш, ти ова. И во право се, заради понашањето. Но нивната нетолерантност само го турнува. Да. Не викам дека се виновни, затоа што он излегол у кафана, она ваму и таму. Што си правиш ти и така натаму. Значи, ама ако сето тоа има со разбирање, и Да. он ќе си го има просторот, Нормално. може би во еден затворен простор, може би во еден отворен простор, а она ќе си го има спокојот затоа што кај жената мајчинскиот инстинкт е многу силен да не биде оставен, затоа што она е децата и незе, она се мажи за да биде потполна и сопругот треба да биде дел од заштита. И сето тоа е на едно подсвесно ниво инстинктивно. Па човекот треба да ги надмине инстинктите. Тоа е целата работа. И Зато имаме свест. И сега ние збориме за овој локдаун. Невозможно е, значи страшно, неподготвени луѓето, каде што, знаеш ли што правеа луѓето првите месеци? Не. На бензински пумпи седеа да пијат кафе. За да има чувство дека он излегол од дома и малце се социализира. Кај некои луѓе е тоа страшно. Ние се потепавме сите у Скопје да живееме у 50 квадрата. Ма не е битно. Важно у Скопје да си и у 50 квадрата. И кога дојде локдаунот, полудуваш. 1, 2, 3 месеца, изеде све, качи килограми. Јас можев и 5 сексот години. се презасити, све. Што правиме? Што правиме сега? Телевизија, книги, ова, она. Ма не може, нема духовно водство. Нема не можеш сам. Значи, верувај дека дури и овие најпродуховени, што ги знаеш луѓе, имаат свој духовници кај кои се исповедат. Не постои. Да. Зошто? Тоа е тој момент кога предпоставувам дека целата енергија, и тварна и нетварна која содржиме, во момент на исповест, ја ќе се исповедам, ама мене уште ме прогонуваат сликите од гревот, од белјата што сум ја направил. Но тоа не значи дека внатрешно сум расчистил и дека поголемиот сегмент од мене
влегува во спокој, кој нема да ме затрви и кој нема да ми предизвика рак на јетра, на бубрези и да ме распадне. Затоа треба прочистување и лечење на сето Па, тоа. На знаеш тоа како? ниво е најтешко лечење. Ја веќе не се ни трудам да се лечам. Не, може би и подобро. Затоа што нели, ако дојде она лекот, ја и не можам сега против, знаеш, кога ми праќа лек да го одбијам, не, нонсенс. Туку едноставно да не дојдам до ситуација да морам да се лечам. Па да се свати едноставно тоа како пат. Да, така требало да биде и тоа е тоа. Јас сум човек, ама веќе со тоа сум раскрстувам и готово. Човек ако е сигурен верник и така натаму, знаеш како, монасите, знаеш како викаат, кога ќе умре некој, ај па на твоја глава. Замисли колку се они духовно подготвени и колку им е јасна визијата. Они го сакаат животот дури повеќе од нас. Точно. Ама смртта им е добре дојдена исто колку што им добро дојде им животот. Кон што води целиот муабет кога збориме за се во ова? Како, што тежнееме? Што ја правам со мојава емисија со себе? Бидејќи емисијава е мојот пат. Да. Што јас сакам да постигнем? Не знам. Ја ти реков, тоа е една замаглена. Ама тоа е убавината, тоа е убавината. Значи, ние разговараме за емисијата, како настанала, концепт нема, сето е тоа, да се изразам сега така спонтано, значи трчење кон маглата, кон еден молекул, атом, кон кој што нешто се собери. Многу ми е јасно, значи, сум се нашла во многу такви ситуации, се уште се наоѓам и сакам да живеам така и живеам во суштина. Ама битно е тоа што на крајот на криштата ние многу убаво ќе им кажеме на гледачите во суштина како треба да ги сваќаат работите во животот, да бидат поисчистени, малку да се смират, да се средат, chill out малку. Не им кажуј. Нека си сватат. Свестои. Значи, добар дел од кариерата покушавав да им кажам како да се лечат, како да постапуваат, како да прават. Верувај дека спротивен ефект е. Јас кажувам еднаш. Кој свати, кој не, ама си продолжувам. Секој си има свој пат, зборам за мој. Да. Никакво свестување. И на крај отидов, проблем имав некаков и кај духовен. Вика, а ти повикал ли си некого да спасиш, да го... И ја го гледам ко теле ушарена. Какав натрешен повик има. Вика, не свестуј никого. Кажи што имаш да кажеш. И тоа е тоа. Да, колку повеќе им зборуваш, толку повеќе ги стискаш значи, до зид. И спротивен ефект се добива. Само со твојот пример можеш нешто позитивно, и тоа не на телевизија. Не. Со личен кој ќе ти е и во приватниот живот и на дорешниот. Значи ја морам да бидам ист како што сум дома, таков да бидам и на емисија. Точно. Како што ме гледате на емисија, јас сум стварно таков и дома. Тоа секој пат им го кажам. Во суштина и луѓето со кои што работам во школа веќе се свесни дека истата су. И таму, и тука, и дома, и надвор, и на кафе, и на предновогодишна, ама секаде сум иста. Браво, бе мене. Да. Ете, ама и тоа би беше првично идејата кога ја започнав емисијата. Јас не сакам за секој издание да се преслекувам, да облегам нешто, па да било различно. Нема потреба. Значи, 10 години мене ме следат. Ме знаат која сум. И сега? Ја да сум некој закон, сите жени има да легнуваат на шминкани и дотерани, у штикли и у подвезите и така да стануваат. Естетиката ми значи. Еве искрено ти кажам. Да. Ја кога би бил тоталитарна држава, сите мораат да се бањат и да приложат доказ дека се бањати, да ставаат дезодоранс, да бидат убаво облечени, дотерани и така натаму и сето тоа да не е шизофренија. Бидејќи другата крајност е тотална крајност, слободен сум, идам со гаќи подмочени, така на работа, така не. Да не биде тоа така сватено, нели? нели? Слобода, ние збориме за слобода. Ние збориме за слобода. Слободата подразбира одговорност. Луѓе не сваќаат одговорност, значи одговорност да носиш одговорност за сопствените постапки. Гледачиве мои кај мене се јавуваат, кој ќе го поведе народот?
Абе, thank you and fuck you. Чим ти прашуваш, Нема кој ќе го поведе народот? Нема кој да го поведе. Вчера, завчера избори. 11 октомври излегле у прилеп тројца. Ги сметале сигурно за Абдали, ама им пукнал филмот. Идеме, земаме пушката и правиме револуција. Еве денеска ги славиме после толку децении. Па, Не иделе да вика, комши, Па, повеќето колку биле? седеле дома. Да. Значи, се работи, ти треба да се ослободиш. Ја не можам да те ослободам. Точно. Ја нема да те ослободам. Ја можам да бидам никогаш. штурецот, да ти свиркам, додека ти тоне Титаникот, као оркестарот. Да. Ја можам да ти пополнам простор, една дупка, или да ти дам некоја информација која не сум ни свесен, дека утре може тебе да ти биде корисна. Ете, толку е, да речам, мојот повик со емисијата. Другото е задоволување на она моја потрага. Да. Ја не знам по што трагам. Ја не трагам по духовност или искупување или све. Јас сум човек со милиарда мани и верувај ни пола не ми ги знаат. Ги кријам. Има работи кои се срамам од себе. Ама нема ни потреба, зошто? Не е баш Нема така. ни потреба. Не е баш така. Јас сметам дека јавна исповест, затоа што и у Библија вика, нема ништо тајно што нема да стане јавно. И сега да чекам разголен таму, после у другана страна. Не, дај да се разголам сега, па кога ќе отидам на митарствата, Супер. да речат, мали, помини, Те има слушнав ви за веднаш. овој, знаеме за овој, готово е. Знаеш, Нема само тебе да те слушаме, ајде. Јас што ја викам на една моја пријателка, стално се убедува за нешто. Абе викам, слушај, ќе умреш еден ден, ќе дојде ангел, ќе дојде на митарство, и ќе ти речат, ти правиш ово, и што ќе прави? Не, ја ова, ја она, нема расправање, бе, гейм овере. Дали разбираш? Ние сме личности создадени за вечност. Едина материја во целиот универзум која има свест за вечност. Затоа нема ни делфин, нема ни куче, не постои. Значи, од каде ти свест за вечност тебе? Си ја имал она што сум, од каде е моето битисување, дошло од некој нетварен простор, создаден, и он има имприт на сеќавање. И затоа ја инстинктивно осеќам дека религијата не ми е лага, дека постои нешто понатаму. Но што ја правам сега, практично, што мене тоа ми значи у живот? Голема работа, идеологија, голема работа. Знаеш, и ми викаат, абе Јанко, џабе религија, вика, што со тоа? Викам, знаеш што? Ја, викам, си го подложив животот на некакви морални принципи. И да си во право, дека нема ништо, ја со задоволство ќе се испуштам душата. И не морам да се впуштам во работи кои нема да ме исполнат. Да, ти не веруваш во суд, не веруваш во вечен живот и да, сите перверзии ќе ги направи. Дали ќе те направи тоа посреќен од мене? Нема шанса. Ама не, прашај се ти. Ако така мислиш, оке. И пак сега, што овде збориме? Значи, што овде трагаме? Кон што ние овде тежнееме во ова? Колку имам уште време да ти ја завршам муабетот? Готово. Ајде ти го завршувам сега муабетот со гранде финале, ова ми созреа скоро. Оваа реченица ја имам слушнато кога почнав со емисијата. Ништо не ми значеше. Тоа е еден концепт, представник на една, ајде да кажам, не уметнички правец, него една форма на уметност како движење, не ја разбирав многу. Тешко ќе ми биде, бидејќи не го знам тој јазик, не сум навлезен, претпоставам дека еден човек, уметник и филозоф, многу посочно ова ќе го објасни, ја не се трудам толку. Но суштината што ми значи? Он вика, секој движење, значи, се што тежне да дојде до тоа дека секое придвижување е уметност. Пази, ние знаеме за уметност како дело. Ја ова сум го направил и ова е уметност. Да. Овој ти збори, све е тоа убаво. Ти овдека си вложил 10 сати. Што правиш другите 14 сати у живот? Значи, збориме да го издигнеш твоето битисување
да секоја секунда, милисекунда, секоја твоја помисла, секој твој гест, секој твој збор биде уметност. И се ова е абстракција. Ова е абстракција, ова се џвака. Ова мери, се ако ти е нешто ново, не можеш да го прифатиш, затоа што ќе ти треба да го размислиш и да го споиш со многу работи. Не сум ја просветлениот. Не сум ја просветлениот. Ја сум паталецот кој сум морал да ги сватам овие работи. Знаеш, кога си буден и ти ставаат стент, ти ја сече овде вената, уживо, и ти бута една жица. Да. И ти вика ништо нема да осетиш. Све осеќаш. Како ти иде жица до срце. Да. Абе, точно знам како му било на оној Alien филмот. Значи, у такви моменти, такви работи се кршат за перцепција на реалност, надреалност, на морал, етика, приоритети, да ти се отвараат некакви си чакри. Предпоставам дека луѓето што имале клиничка смрт, им се малце почудни, си ги приметила? Проблем е што не знаат тоа да го рефокусираат. Зошто? Секој битисување да биде во совршенство, секој дел, секој гест, секој движење, секој дишење е чин на крајно просветлување. Таков човек, која ќе излезе душата од него, неговото тело е веќе толку променето, што не се распаѓа, што испушта мир, што испушта мири. Сето тоа е совршенството. А тоа се постигнува само со едно – љубов. Аме љубов кон себе си прво. Не. Општа љубов. Нема љубов кон себе си, значи те молам да се разбереме. Нема љубов кон себе, кон тебе. Имаш една единствена енергија која ти е дадена. Што ќе правиш со незе, тоа е твој избор. Апсолутно, апсолутно. Моја препорака, ако имам некоја препорака, не ја насочувај на ништо. Како ќе дојде, пушти ја само како епископ. Знаеш, оно у школа имате епископ, така? Нели она што проектира проекторот. Тој се вика епископ. Пушти го само нека зрачи наоколу. Толку треба. Да, апсолутно. И се согласувам. Одлично. Многу ми се допаѓаат вакви емисии, искрена да бидам. Фала, повели друг пат. Секако. Значи, не пропуштам воопшто можност. И моравме да дојдеме до крај според тоа што нели толку е и лице и дело горе-долу толку трае. Ти благодарам уште еднаш што гостуваше и што Намасте. Да. Благодарам што овие 40 на минути така мислам и гледачите фино си ги помина. И пак ја кажам, последна прилика да се видиме и да си го продолжиме разговоров. Има уште многу тука. Да. Ви благодарам и вам што секоја сабота сте со нас со лице и дела на ТВ Сонце. Останете во добро здравје, уживајте, следуваат празници, поминете си убаво, да ви се остварат сите желби. И ете како што кажавме, давајте ја таа љубов, за да ви биде вас подобро и да бидете вие побогати. Довидување до наредната средба.